Понизноста не е знак на страшливост. Самата душевна понизност е еден вид на божествена сила. Понизноста е силата на душата. Оно што го нарекуваме понизност на небото, на земјата го нарекуваме сила. Кога се манифестира силата на душата, тоа се прави преку понизноста. На силата во физичкото, во виталот и во умот е тешко да биде понизна, но на силата во срцето е лесно да биде понизна. Силата во срцето има чувство на единство. Како може истовремено да имаме и сила и понизност? Помисли на мајката. Мајката е многу посилна и помудра од детето, но на мајката не е под чест да му ги допре стапалата на детето. Знае дека го прави тоа со силата на нејзиното единство со него. Мајката е многу висока, но кога сака да му понуди храна на детето, се наведнува. Љубовта на детето за мајката не се намалува затоа што таа се наведнува. Напротив, значително се зголемува. Детето гледа дека мајката е висока и дека може лесно да остане на нејзината висина, додека тоа се мачи да порасне. Но заради нејзината добрина, таа не го прави тоа. Не постои надмоќност, постои самочувство на единство. Понизноста значи единство со остатокот од светот. Со силата на нашата понизност стануваме широки. Самата широчина е сила. Понизност не значи лажна скромност. Понизност не значи да се седне на задно седиште. Кога ќе седнеш назад, свесно и промислено, за да им покажеш на другите колку си понизен, тогаш воопшто не си понизен. Лажна понизност е тоа што слугата покажува пред неговиот господар. Слугата знае дека ако слепо не го слуша неговиот господар, ако не покаже таков вид на надворешна понизност, господарот ќе го казни. Вистинска понизност е нешто целосно различно. Таа е чувство на единство. Понизност значи давање радост на другите. Тука на земјата сакаме да добиеме радост. Но како можеме да добиеме радост? Вистинска радост добиваме со себе давање, не со поседување или со покажување на нашата собствена надмоќ. Кога им дозволуваме на другите да имаат радост, тогаш чувствуваме дека нашата радост е поцелосна, посовршена, побожествена. Ако направиме другите да чувствуваат дека се еднакво важни, ако не и поважни, ја чувствуваме нашата понизност. Тој што го знае значењето на понизноста е вистински божествен. Понизноста е вистинска божественост. Понизноста е светлината на нашата душа, што се шири насекаде. Кога физичкото битие ја изразува светлината на душата со силата на апсолутното единство со сите човечки битија, тоа е божествена понизност. Ништо не може да влезе толку тивко во поединецот, а истовремено и толку убедливо како понизноста. Тоа е понизноста преку која во нашата медитација можеме да нуркаме во најдлабокото и да го искачуваме највисокото. Во понизноста е единството, а во единството е нашата божествена реалност. Ова е извадок од книгата Крилјата на радоста од Шри Чинмој. Книгата е достапна на нашата веб страница meditacija.mk, како и на книги.mk, каде што може да се погледне и краток извадок од истата, а може да се нарача и преку нашиот Facebook профил и Instagram профил Медитација.